Фабриките, индустриските погони, администрацијата се работни простори кои се затворени и во кои има голема концентрација на работници. Во екот на пандемијата, специјалистот по медицина на трудот доктор Илчо Евкоски вели дека потребно е да се изврши проценка на ризик на овие работни места. На овие места би требало да се изврши проценка на ризик. Проценка на ризик се врши при секоја појава на нов ризик. Значи, ова е нов вирус, SARS-CoV-2, кој што предизвикува COVID-19. Тоа е нов биолошки ризик на работното место. Истиот треба да се процени и врз истиот треба да се изградат заштитните мерки во секоја работна организација за секој едно работно место за секој работник. Дополнително, сите хронични лица кои што имаат во моментов некаква хронична болест, сите хронично болни лица би требало да се јават на лекар, медицина на труд, упатени од својата сопствена организација, по извршена проценка на овој ризик, да се пресмета нивниот индивидуален ризик на COVID возраст, ние го викаме тоа нешто. Тоа е една матрица која што е изработена од Институт за јавно здравје Скопје и од МЗЗПР, Македонско здружение за заштита при работа, која што е одлична матрица и ни дава точно податок дали тоа лице, работник, на тоа работно место има можност да има медицински реперкусии по неговата состојба од SARS-CoV-2. Евкоски потенцира дека и хронично болните лица кои се ризична категорија сега не треба да одат на работа, додека ситуацијата со коронавирусот е критична. Хронично болните и старите лица се две категории кои што кај нас и во светот се прифатени за ризична категорија од COVID-19. Нажалост, нашата влада ги врати во работен процес без да им се адаптирани нивните работни места. Па од тука сега гледаме дека продолжуваат бројките да растат. Сите хронично болни лица кои што имаат некаков контакт со оваа болест, ќе добијат некакви влошувања на нивната состојба. Дали тоа ќе значи летален исход на крајот или не, секако они ќе имаат некаква последица. Колку ќе биде тоа, треба да се провери. Тие лица не би требало да бидат на работа, доколку не им е проверен нивниот индивидуален COVID ризик. Лекарот потенцира дека мерката за седење дома на родителот кој има дете до 10 години, како и привременото неодење на работа за хронично болните лица, беше добра мерка за справување со трансмисијата на вирусот кај овие ризични категории.